Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Обама вчера во ненајавена посета на Авганистан и обраќање до американскиот народ оттаму со порака војната привршува. Со тоа ги започнуваме вестите. Посетата на председателот Барак Обама беше наедно и одбележување на годишнината од акцијата во која беше убиен водачот на Ал-Каида Осама Бин Ладен. Обама рече дека САД гледаат нов светол ден на хоризонтот, по повеќе од една деценија под темниот облак на војната. За време на 7-часовната посета, Обама во Кабул со афганистанскиот колега Хамид Карзаи го потпиша договорот за стратешко партнерство, каде се дефинирани идните односи меѓу САД и Афганистан по 2014-та. Нов момент во случајот на слепиот кинески дисидент Чен Гуангчен. Американски представници велат дека тој ја напуштил зградата на амбасадата на САД за да побера медицинска грижа и да биде со семејството. Американски представник кажа дека кинеската влада се согласила да го релоцира дисидентот на безбедна локација во Кина и дека Чен не барал политички азил во САД. Ксинхуа, кинеската официјална новинска агенција, јавува дека Чен останал во амбасадата 6 дена пред да замине по сопствена волја. Многумина се сомневаат дека ова е крај на случајот. И конечно, ако сакате да станете донатор на орган, ќе може тоа да го сторите преку Facebook. Популарната социјална мрежа сега има можност членовите во САД и во Британија за сега официјално да се регистрираат како донатори на органи и да го објават статусот на нивната Facebook страница. Facebook вели новиот сервис може да спаси животи. До сега во САД статусот на донатор на орган се регистрираше на возачка дозва. Имиграцијата е жешко прашање во САД, а особено пред избори и особено заради големиот број недокументирани илегалци во земјата. Главните играчи во трката за највисоката функција во државата заземаат ставови. Но што мислат самите имигранти? Следниот прилог е од Њу Јорк. Мудасар Кан дошол во САД од Пакистан како тинејџер и сега е собственик на продавница за електронски уреди во Њу Јорк. Тој вели дека неговото семејство чекало 12 години за легално да емигрира, но сочувствува со оние кои илегално емигрирале. Мора да се многу очени да направат такво нешто. Кан вели, илегалната емиграција не е проблем кај емигрантите од Јужна Азија, каде што е неговата продавница, но ја признава дилемата што ја представуваат илегалните емигранти. Јас не сум да им се даде легален статус овде, но мора да има нешто помеѓу, со цел да се биде чесен спрема нас. Но што е чесно, критиката вели дека илегалците го кршат законот, ги земаат работните места на американците и мора да бидат депортирани. Адвокатот J.T. Малонга, филипински американец, не се согласува. Не може да депортирате 12 милиони, ниту може да затворите 12 милиони. Но во овој момент за нив нема авенија по која би пошле за решавање на прашањето за легален престој. Предлог закон во Американскиот конгрес предлага решение за младите илегални имигранти кои завршуваат средно училиште или служат во армија. Но републиканците се главно против ваквиот начин на добивање државенство. Меѓу нив е и Мит Ромни. Сакам луѓето овде да доаѓаат легално. Затоа ќе ги обезбедам границите со доволно патролни агенти и ограда. Ќе интервенирам и во однос на вработување на илегалци. Администрацијата на Обама депортираше рекорден број на илегални лица од САД по околу 400.000 годишно, но Мудасар Кан не очекува многу да се промени. Сум видел многу избори. Секогаш се прави големо прашање од тоа. Никогаш ништо не се менува. Политичарите ова го користат за добивање уште некој глас. А во Њу Јорк никој не верува дека ова прашање ќе направи некоја разлика. Дури републиканците признаваат дека милионите легални имигранти најверојатно ќе гласаат за реизбор на председателот Обама.
Истражувањата редовно сугерираат дека се поголем број на млади лица во САД не се идентификуваат со која било религија. Сега, нова студија, која се фокусира на американците меѓу 18 и 24 години возраст, најде дека има генерално отфрлање на религиозноста. А во следниот извештај од Вашингтон ќе видиме дека овие млади од така наречената милениумска генерација се чини дека го менуваат начинот на кој американците гледаат на религијата и истата ја практикуваат. Овие студенти, така наречени Millennial Values Fellows, дошле на Универзитетот Џорџтаун од цела Америка да разговараат за верата и други прашања со кои се соочува нивната генерација. Ебигейл Клаус студира религија на Универзитетот во Бостон. Милениумците имаат комплициран однос спрема религијата, тоа го знам од сопствено искуство. Клаус била порасната во Јужна Каролина. Татко е бил баптист од југ, а мајка е римокатоличка. А јас сега се идентификувам како унитарен универзалист. Истражување изведено од центарот Беркли на Универзитетот Џорџтаун најде дека многу милениумци ја напуштиле верата во која пораснале во најголем дел завршувајќи неповрзани со ниедна друга. Само 23% од анкетираните кажале дека веруваат оти Библијата е збор на Господ и дека треба буквално да се зема. Кампусите на коледжите се меѓу најмалку религиозните места во Америка, но милениумците се чини дека прават нешто повеќе во споредба со претходните генерации. Ке видите дека сите варијанти на христијанската религија се на негативна територија. Ова го вели Роберт Џонс, раководител на Институтот за религиозно истражување. Младите денес помалку се наклонети на традиционалното структурирано црковно искуство. Што не значи дека не се спиритуални. Сепак тоа не го декларираат ни на Facebook, каде категоријата за верска определба многу често е празна. Утре Newsflash ве води во циркус. Компанијата што ќе ви ја представиме дава представи од раните 1890-ти и малку нешто променила во начинот на оперирање. Се ќе ви кажеме за циркузантите, како патуваат, како готват и чуваат деца. Гледајте на во четврток. Утре во Newsflash сите работат заедно како едно големо семејство. Приватноста останува за вагонот каде живеат. За емисијава може да не гледате, слушате и читате и на интернет на адреса glasnaamerika.com или да се дружиме на Facebook. Поздрав до утре, јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер.